Добар ден, ова е стартот на најновото издание на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Кои се најчестите есенски респираторни болести кај децата, што ги предизвикува и на каков начин се лекуваат? За настинките, вирусите и бактериите во овој период од годината и детското здравје, денеска зборуваме со доктор Ангел Чандоновски, специјалист по педиатрија и директор на Институтот за белодробни заболувања кај децата. Козле, добре ни дојдовте. Добре ве најдов и ви благодарам на поканата и се тоа што го нудите како помош на младите родители да се справуваат со сите неприлики кои ги очекуваат децата во детството. На самиот почеток честитка за акредитацијата на 3 години. Може да појасните за што станува збор? Ви благодарам. Навистина признание кое што треба да биде спомнато и да нашите луѓе знаат, нели, родителите воедно кои што доаѓаат во нашата болница, што значи процес на акредитација. За широкиот аудиториум акредитација од ваков тип означува дека нашата болница во рамките на сите потребни проблематики кои што го фаќа здравствениот систем, односно сите правилници за работење кои што треба една болница, модерна болница да ги исполнува, да не речам и европска, ги исполнува нашиот институт. Тоа значи дека ние имаме огромен број на методи со кои што работиме, имаме одлична апаратура, имаме се она што е потребно за да се помогне на нашите најмили, тоа се дечињата. Во овој период од годината имате поголема фреквенција на пациенти, есента носи многу вируси. Зошто во овој период од годината децата се почесто болни? Зошто се поболежливи покрај сите напори на родителите да го зајакнат нивниот имунитет? Така, ако ги одвоиме дечињава на некој начин по групи, се она зависи предшколска, школска возраст и ајде ќе ги напомнеме тука и нормално и така и треба и градинките кај што ние како родители кои што мораме да работиме, мораме бидејќи немаме некаква си помош, нема некој се некој дома нема баби и дедовци за да може да ги чуваат или па да имаме тетки и така натаму кои што ќе ни може да ни помогнат во целата ситуација. Ние сме приморани да децата бидат однесени, да бидат негде чувани. Самиот контакт на дечињата за време на тој период додека се заедно со цела таа група дечиња, дали било тоа градинка, дали било школа, се изложени да меѓусебно си ги разменуваат на некој начин бактериите и вирусите меѓусебно. Затоа и овој период кај нас е доста, како да кажам, познат по потреба од интервенции и побаравување на помош од страна на родителите, тоест да дојдат кај нас педиатрите за да може да им помогне во сето тоа. Еден период е промените на температурните разлики, кои што на некој начин допринесува да може да во овој период кога доаѓа до одредени температурни разлики, не сите бактерии и болести бидат супримирани, туку напротив да може да дојдат до израз, тоест да на некој начин добијат свој подем, еден пик, кој што нашите деца нормално не ги чуваме во стакленот зона, стално тоа го јас го кажувам, не можеме да ги заштитиме и на некој начин доаѓа до нивна контаминација, односно контагиозност, каде што подоцна ние имаме работа како педиатри. Децата мачат со есенските вируси, со недели кашлаат, им тече носето, некои се борат со висока температура, таман ќе подоздрават, ќе се подопорават сепак од почеток. Родителите имаат впечаток дека порано децата не се разболувале толку често. Дали е тоа субјективно гледање на нештата или сепак е така? Науката, поготово и модерната педиатрија, ги нуди сите моменти кои што сега на нам ни се потреби како диагностички момент, за да утврдиме до кај станува проблемот и кај е всушност почетокот на тој проблем. Секако дека еден таков кревок организам кој ќе биде нападнат од еден бактерија или од еден вирус или обратно, да кажеме на некој начин, доаѓа до исцрпување, тоест до истоштување на тој организам поради неговата внатрешна борба на самите антитела кои што се наоѓаат во нашите организми и нашиот имун комплементарен систем кој што го носиме ние уште од самото раѓање. Доаѓа до негово истрошување на некој начин и тогаш тој сам кревок организам е подлежен да биде нападнат од нешто друго. Од нешто толку опортуно, толку нешто небитно на некој начин да дојде до таа бактерија или тој вирус го нападнат и да пак повторно детето ни добие еден, како да кажеме,
период на рековалесценција, односно да повторно се разбори, па ние да повторно ги имаме истите проблеми како што ги имаме со таа болест. Добро е што денешната модерна медицина ни нуди момент да утврдиме дали станува збор за вирус или за бактерија, преку правење на антибиограма, преку правење на специфични ИГГ, ИГА, ИГМ антитела, кои што ние ги утврдуваме, тоа се имунокомплементарни телца, кои што ни се показател и репер тоа дете од каква болест понатаму мораме да го третираме. Што е потребно и на што е потребно родителите да обрнат големо внимание? Да, секое дете кога е во моментот на и заболување, и момент на рековалесценција, односно опоравување, па подоцна ако треба нели да се случи оној несакан момент што вие го спомнавте дека може пак повторно да дојде до контаминација на таков организам, е работењето на имунниот систем на тоа дете. Работењето на имунниот систем на тоа дете офаќа многу поголем и поширок спектар, како што е исхраната, како што е неговиот начин на чување, како што е користење на одредени суплементи кои што го поттикнуваат тој имун систем. Имаме имунодулатори, имаме имуностимулатори и нормално витаминскиот и минералниот дел кој што баш за оваква возраст кај дечињата е многу потребен, доколку гледаме дека тоа дете се бори и му е потребна некаква помош. Верувам дека родителите денеска ќе имаат доста прашања поврзани со здравјето на нивното дете на есен, бидејќи како што споменавме, тука се вирусите, тука се настинките. 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Денеска ќе имате можност да се вклучите во програма, да поставите прашање, да добиете одговор од доктор Ангелчо, кој што е директор на Институтот за белодробни заболувања во Скопје, специјалист по педиатрија. Има голем број на вируси. Според некои истражувања, повеќе од 200 респираторни вируси на есен прават проблеми кај децата. И сега, дали тие даваат слични или исти симптоми? Вака. Да, многу голем број на вируси. Добро е што на некој начин доста огромна група, ние како стручњаци знаеме која е најчестата група на вируси кои што може да го нападнат нашето подрачје. Значи Македонија како Македонија. Конкретно, точно ги работиме претрагите, односно лабораториските наоди за тие вируси, правејќи ги тие наоди, тогаш го изолираме и самиот вирус. Обично типовите што се на инфлуенца, параинфлуенца, се најчестите типови кај нас, но да кажеме дека веќе со мешањето на популациите, односно со големијата присутност од страна, бидејќи имаме доста гости во нашава држава и така натаму, доаѓа да таа патологија на одредена вирусологија, да ја наречеме, доаѓа до зголемување на бројот на вирусите, а со тоа значи зголемување на бројот на претрагите кои што ние треба да ги правиме кај овие пациенти. Што е битно да се знае дека сите тие вируси горе-долу имаат точно слична симптоматологија и слична клиничка слика. Бидејќи голем број на децата може да ги поминат и така на нога, тоест родителите сами да, јас ќе кажам еден момент, доколку ние како лекари сме спремни да им го пренесеме знаењето до некој степен на родителите, односно да ги предупредиме кои се симптоматологијата на која што тие треба да действуваат и кога треба да бидат донесени тие кај лекар педијатар, самите родители ќе може да му помогнат самото дете. Тогаш ќе немаме преоптеретување во болниците. Ќе немаме толку прашања, ќе немаме толку гледачи, ако ние сакаме сето тоа како луѓе кои што се борат за нашата иднина, тоа за децата, како педиатри кои што се совесни, можеме да им го пренесеме сето тоа како слово на некој начин и да можеме да им ја кажеме и она ние што го знаеме, за да тие не толку панично делуваат и веднаш да ги полнат болниците. Секако дека доколку инсистираат родителите, секоја болница или секоја болнична установа ќе го прими тоа дете, но не секој пат тоа дете е потребно да лежи во болница. Тука настануваат оние проблеми дека таа болница на некој начин, не секоја болница, но сепак носи во себе доста голем број на интрахоспитални инфекти кои што шетаат низ болницата и низ самиот воздух. Колку и ние сето тоа да пробуваме да го на некој начин, нашиот институт е заштитен со HEPA филтри, заштитен со посебна циркулација. Добивме од добротворите голем помош на озонери, на прочистувачи на воздух. Не секој пат можеме да заштитиме таков кревок нападнат организам каде што имунитетот е во депривација. Но не и се, можеме само да се навратиме дека во секое време може да се сето тоа диагностицира и да се каже кој вирус за кој станува збор и ние соодветно да делуваме. Сега порано се велеше вирусот трае околу 7 дена, а децата сега кашлаат со недели, но се случува ли, бидејќи нели слични симптоми даваат вирусите,
детето да не биде болно од ист вирус како што мисли родителот, туку да се работи за некоја сериска инфекција. Вака, значи кога во моментот ќе утврдиме, нели, ќе се направи да кажеме дека тоа дете е во болнична установа. Ван болнична установа не може се до тоа да го направи, може само лабораториските показатели на крвната слика и барањето на ЦРП-то, значи на тој С-реактивен протеин кој што стално сите родители го спомнуваат, не секој пат тој треба да се биде направен, нели нормално дека еден искусен лекар ќе го препознае моментот на елевација, моментот на депривација и покачување на гранулоцитната или на лимфоцитната лоза и бројот на леукоцитите. Ова го зборам за да сме многу поблиски на родителите, да не е ова некој вид на научна фантастика, но бидејќи да родителите да знаат кога реагира. Првиот момент е да родителот појди да ја направи крвната слика и каде ќе утврди дали одредени параметри се повишени или снижени. Па после да дојде на овакво, доколку детето продолжи да има истата клиничка слика, за што може да станува збор. Ова е на некој начин еден вид на диференцијална диагноза. Ние лекарите тука сме многу специфични кога сакаме да извадиме од нешто дека се случило нешто друго, па мораме да помислиме чекор напред заради добробитта на пациентот. Диференцијалната диагноза обично во овој случај кој ќе продолжи да кашта, веруваме дека тогаш на таков имуносупресиран организам дошло до накалемување на бактериска некоја инфекција. Подоснежните претраги, односно подоснежните лабораториски наоди не водат да искористиме една метода која што се вика пнеумослайд, да утврдиме дали таа кашница е и од кој, како да кажеме, инфект е настанат и зашто е продлабочено и зашто се шири. Секако дека нам аускултаторно, односно слушалката, ќе ни ги даде сите потребни информации, но не секој пат ние не сме микроскоп за да можеме да гледаме и не сме посебен тест, така да е потребно да се направат и тие претраги. Искусен клиничар сето тоа ќе го направи, ќе го доведе во еден вид на формирање на една слика за пациентот и така соодветно ќе делува на тоа пациентче. Родителите најмногу се плашат од висока температура на нивното дете. Тука се криваат навистина големи паники. Дали температурата веднаш треба да почне да се симнува? Штом забележат родителите дека се покачила? Кога треба всушност да се давива медикаментозна терапија? Кога треба да се почне со разладување, со туширање? Значи, првично, родителите не треба да ги фаќа паника. Паниката обично настанува кога самото пациентче крива температура околу 40. Тогаш и родителите треба да знаат дека навистина тоа дете му треба некаква помош. Патологијата е различита и на узроците поради таа висока температура се на нам како клиничари се познати. Што треба родителите да го знаат ова денеска што го слушаат и од мене и што ќе го слушнат и од други мои колеги, дека обично високи температури предизвикуваат тонзилофарингит, односно воспалението на крајниците. Таму имаме веќе високи температури. Подоцна може да се буквално воспаление на средното уво, кај малите дечиња, кај бебчињата и доенчињата. Тие тогаш имаат многу јак плач, се јавува голема болка и се јавува висока температура. И нормално пневмониите кои што даваат еден баш температурен пик, каде што навистина родителите во овакви случаи кога температурата веќе го надминува 39,5 самиот топломер, тоа што треба да се јават навистина на лекар. Првичната заштита или првата помош која што можат родителите во домашни услови да ја дадат е едно туширање со млака вода. Нормално тоа не треба да биде со ладна вода да му направиме шок на тоа дете. Премачкувањето со алкохол 70%, кој што ќе ги даде резултатите на вапоризација, односно на еден вид на извлекување на таа телесна температура, намалување, односно ладење на површинскиот слој на кожата, и секако големо количество на течност. Кога пристапуваме кон давање на парацетамоли, доколку видиме дека со овие моментуси кои што се на некој начин природни наводници, значи ќе кажам на родителите и ќе напоменам дека користењето на чорапи со оцет воопшто не е корисно. Некогаш мачкат и сенф на стапалата. Значи доаѓа до мацерација на таква нежна кожа, значи доаѓа до на некој начин оштетување на површинскиот слој. Сепак самиот оцет е киселина.
Значи делува на соодветен начин кај што доаѓа до пукање. Доколку тоа детенце има гребнатинка, приград и така натаму, настанува уште поголем проблем. Значи алкохолот 70% не докажам дека со премачкување ние го викаме фрикција на некој начин, односно размрдување на тој организам за да може да дојде до побрзо ладење, ќе го измачкаме целиот организам, целото бебенце или детенце или доенче и така натаму и доаѓа до падна температура. Доколку не дојде по таков начин падна температура, тогаш пристапуваме кон давање на антипиретици, како што се парацетамолот, бруфенот, исто така, кој што дава и успокојување на некој начин на болката кај пациентот, зависно дали се работи за возрастно детенце, дали се работи доенче, дали се работи за бебенце. Пристапување и кон начинот на апликација на одреден таков антипиретик, дали било да се дава чепчиња кај помалите, кај оние кои што се изиритирани од грлото и не можат да го отат, исто така препорачувам давање на чепчињата, а доколку детето е способно да може да се напие од самиот антипиретик, тогаш лажичето не игра најголема улога и треба да знаеме дека се дават од 4 до 6 сати, зависно дали станува збор за парацетамолската линија или за ибупрофенската линија. Доколку се работи за доенче со висока температура, дали во тој момент веднаш треба да биде однесено во болница? Значи да, кога станува збор за доенче, бидејќи ние не знаеме, стално родителите ги прашуваме, тука се надоврзуваме на многу некои други теми, што би можело да настане. Доколку родителите имале претходно искуство да тоа дете пројавило, еве ќе зборнеме и ќе задирнеме од таа тема која што е многу интересантна и широка. Доколку станува збор да детето некогаш пројавило конвузија, било каква, значи секој родител е многу уплашен од тој момент, иако тоа не е животозастрашувачка ситуација, состојба, но сепак секој се плаши од покачена висока температура. Знаеме дека при фебрилност, висока фебрилност може да дојде до појава на фебрилни конвулзии. Тоа се оние грчеви од кои што сите родители верувам дека ги имаат слушнато и дека се имаат уплашен. Доколку во семејството перзистирало и претходно такво нешто, ние можеме само да направиме една фамилна анамнеза за да утврдиме дали навистина е нели таков момент, па тоа е пројавено поради други причини, но секако дека родителите треба да се јават кога станува збор за доенче и бебенце веднаш кои ќе се појават такви високи температури. Родителите даваат разни средства за подобрување на имунитетот на нивното дете. Преплавени сме со такви информации за имуностимулатори, имуномодулатори. Дали тие навистина помагаат? На самиот старт ќе кажам дека да, секој се бори за своето место под сонцето. Маркетингот е страшна работа на некој начин. Работаат сите за да си го добијат парчето лепи, но нормално дека секако дека не треба се лутиме на такви работи. Секој лекар треба да има направено искуство, односно своја групација на пациенти каде одреден препарат може да делува. Не секаде тој одреден препарат од многуте делува на вас или на мене. Значи, ние буквално мора да направиме една дистинкција, да си го познаваме своето пациентче, иако тие се во голем број, како да кажеме, и треба точно да знаеме дека тоа дете, тоа, например, да кажеме, тој Иванче, тоа Андрече, тој му делува тој и тој препарат и ние точно да знаеме каков имуностимулатор или имунодулатор да му дадем. Има разлика околу имуностимулатор, имунодулатор бидејќи едниот делува на менување на имуниот одговор на еден организам, додека имуностимулаторот го стимулира витамински и минералски едниот организам. И пред самиот крај на емисијата би се задржила малку и на витаминот С, бидејќи некои родители редовно го дават за подобрување на имунитетот и дури детето кога има респиратор на некоја инфекција сметаат дека може да ја подобри состојбата. Има ли таков ефект доколку се дава во голема количина? И дали понекогаш може да доведе до некоја компликација во смисол да му направи на детето иритација на желудникот, па покрај респираторна инфекција да има и дигестивни проблеми, да почне да му се гади, да повреке и слично. Вака. Точно е препишана дозата на потребната милимигража за давање на витаминот С кај одредена возраст. Обично кај малецки дечиња, значи станува збор и од самото раѓање и до одредена возраст, се даваат до 50 мг витамин С.
Се што се иде нагоре, наголемување на тежината на детето, па тогаш и ние како лекари зголемуваме дозата. Точно е дека може да даде некои си несакани моменти, но тоа се само моменти, не се компликации, да се разбереме, веќе витаминот С делува многу добро на секој жив организам. Дали сте детски, дали е возрастен, зголемувајќи ја и подпомогувајќи ја под ширењето на крвната мрежа на самиот организам. Со тоа и го подпомага и оздравувањето и допирањето на потребното лекарство до одреден момент кај што треба да стигне. Јас само сега ќе напоменам дека витаминот С е познат уште од давнина и дека секој пат се користи дека една доза од 1 грам е веќе лек. Но кај другите дечиња кои што кај помалите, ако збориме за она малецка возраст, доенечка и така натаму, и за децата кои што се во развој, адолесцентниот и преадолесцентниот период, знаеме дека тоа е веќе помошно средство, односно витаминско помошно средство. Можам да ги напоменам тука и пробиотиците, како еден... Значи пробиотиците имаат влијание кај респираторни болести. Да, значи секако дека сите оние, да кажеме, неколку соеви на бактерии корисни кои што ги содржат во себе, подпомагаат на пребројувањето на тој период на тој еден организам кога се наоѓа во период на болест. Секако дека и нив не треба да ги заборавиме и треба да кажеме дека во овој период родителите треба доста да внимаваат, бидејќи имаме појава на ларингити, појава веќе на бронхити, бронхопневмонии и она најтешкото пневмониите. Доктор Андоновски, благодарам што бевте денеска во 0М+. Навистина корисни информации за родителите, поврзани со здравјето на нивното дете, особено во есен. Благодарам. Кажав дека секој пат стојам на располагање и дека кога родителите убаво ќе им се сервира една информација, нема да има толку прашања кои ќе стигнат горе кај нас во болницата. Апсолутно така е. И уште еден совет до нашите родители, внимавајте низ храната на вашето дете, нека има добар сон и добра физичка активност, бидејќи меѓу другото тоа е рецептот за добро здравје. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. Пријатно.